Председател, ќе ви благодарам, ќе ве замолам да се сослушаме. Имено, често пати велам дека ако може колеги да се сослушаме, за да можам да продолжам, спротивно ќе побарам да ми се стопира времето на начинот на кој што се мери. Да ја даваме збор на Заради Марија. тоа што условите се такви какви што се и не можам да говорам. Повели Марија. Тоа се условите, најверојатно требаше да се размисли за подобри услови за работа, како би можеле да се сослушаме, да ги соочиме аргументите и навистина да се обидаме барем во најмалку, ако постои некоја таква можност, да ве вразумиме вас, колегите партијници, да не гласате за овој штетен пакет на документи, особено заради тоа што си уште не имате одговорено на прашањето, дали го имате видено договорот и дали истиот го имате прочитано. Оно што во изминатата дебата разбравме е дека заменик министар за труд и социјална политика дојде во собрание и од собраниска говорница призна дека поддржува закон за договор кој што го нема поддржан или прочитан. Односно, договорот заменик министерот за труд и социјална политика го нема прочитано. Очекувам заменик министерот за транспорт на прашањето на колешката Бети исто така да одговори. Дали тој овдека ги брани овие законски измени заради тоа што го прочитал договорот или пак не го прочитал договорот. Затоа често пати велам дека во собранието на нас не се случува не повеќе партократија или какистократија. На нас ли се случува буквална тиранија. Тиранија во школската дефиниција на самиот поим, каде што имаме едно беззаконие, имаме узурпатор, кој што ги брани своите интереси, деспот, на сметка и на интерес само на грбот на народот. И тоа ни се случува и тоа загрижува. Зашто велам дека е значајно колегите да кажат дали го прочитале договорот? Заради тоа што сите експерти во периодот реагираа дека со овој закон, пакет на законски мерки, владата се обидува да ги озакони членовите кои што постојат најверојатно во договорот, а кои што се незаконски. Тако беше случајот со законот за работна сила. Замислете, таму вие не прекршивте само и не го злоупотребивте вие европското знаме или договорот за стабилизација и асоциација. Вие прекршивте универзалната декларација за човекови права. Ние сме прва земја која што во овој момент кандидат за земја членка за полноправно членство во Европската Унија, која што истовремено прекршува неколку договори кои што ги имаме прочитано. Спогодбата за стабилизација и асоциација и декларацијата за човекови права. Тоа ни се случи со законот за работни односи. И сега, со овој договор, мене ме интересира како вие планирате да продолжите да имплементирате го. Нема сега заменик министерот, ја не знам овдека на кого се обраќам. Најверојатно апелот е до колегите партијници за да не гласат за овој пакет на документи, заради тоа што многу ме интересира како представник исто така доминантен коалиционен партнер во владата, како се планира со ова законско решение да ја заштитите и вашата зелена агенда. Ќе биде интересно да се слушне и образложение во тоа насока. Во врска со самиот пакет и што е пристигнато, а исто така се потврдува дека правите злоупотреба на европското знаме. Дека не читате разбравна, тоа е со договорот, но не сте го прочитали законот кој што ни го имате доставено. Видете што велите во образложението за скратена постапка за донесување на закон. Бидејќи не се работи за обемен и сложен закон, сте се повикале на првата алинеја, го цитирате член 70. Сега, ако сте го прочитале во целост член 170, видите што вели. Дека овој член за скратена постапка можете да го употребите само. Точно, кога не е во прашање сложен и обемен закон, но вели последната алинеја. Кога не се во прашање сложени и обемни усогласување на законот со правото на Европската Унија. Вие повторно потврдувате дека не правите никакво согласување со европската легислатива со самото тоа што го имате наведено член 170, но мислејќи дека како вие и ние нема да прочитаме, не сте ја прочитале последната алинеја. И тоа би се случува заменик министер. И кога ве пратиле овдека, требале да ве пратат па главните координатори на проектот, господинот Бочварски и господинот Груби.
Тие се промовираат во јавноста како нели дека многу ги штитат стратешките интереси, а овдека ги праќаат замениците министри на труд и социјална политика и на транспорт. Друг пат ќе им кажат тие да одговараат овдека, да дојдат пред пратениците да се соочат и да одговорат на прашањата, до толку повеќе да се обидат да најдат аргументи да се соочат со нас на овој отворен проект со огромен сомнеж на криминал и корупција. Тие да дојдат, не вие. Тие овдека треба да дојдат во собранието. Понатака, во самиот пакет на законот, во самиот член на законов, кој што го имате испратено во текстот, велите дека законот, за овој закон не е потребно да се обезбедат посебни финансиски средства. Законов, колку што разбравме, договоров кој што ги имате склучено, е 1,3 милиарди и таа сума не е фиксна, односно дека истата ќе се зголемувала во зависност од тоа како нели тој скандалозен надзор таму ќе процени, а најверојатно и таа врхушка од власта која што е главен координатор. Најверојатно тие ќе проценат колку ќе чини, па овдека во законот кој што сте ни го доставиле, велите дека финансиски средства, замислете, не се потребни. За жал, вие ќе дадете и тоа како големи финансиски средства, но тие пари и средства се собрани од данокот на граѓаните на Република Македонија и од фирмите. И затоа најверојатно вие кога сте го изготвувале законот во брзање, по механизам, или најверојатно така се водите, бидејќи во никој случај ова не е професионалност, сте изработили, сте навеле финансиски средства или до толку повеќе. Сте ги вмешале и оние кои што најверојатно се најмалку информирани и сте им кажале да наведат дека нема финансиски импликации. И не им кажувате впрочем колку ова чини, па велите кажате таму напишате вака, класична злоупотреба и на администрацијата која што работи, а која што апсолутно е направено најверојатно заради тоа што не се споделени информации што крие овој скандалозен договор, но за жал сепак на сметка и на грбот на народот. Сега видите што велите понатака во воведот на овој закон. Велите дека преку овој закон ќе ги поедноставите одредени чекори од процесот. Впрочем, вие со овој закон воведувате човечки фактор. А кога воведувате човечки фактор, кога кратите и кога постапката е нетранспарентна и неинклузивна, вие веднаш отварате простор за корупција и криминал. И тоа е по дефиниција. По било која дефиниција. Разбрав дека вие сте биле правник. Треба да знаете дека кога постапката не е транспарентна, не е инклузивна, не ги повикувате оние кои што сте најзасегнати, експертите, академијата, а имате бројни дописи кои што добивте и реакции во однос на овој закон, вие со право било кој ќе говори за сомнеж за корупција и криминал. Ето, ама и тоа го имате озаконето, замислете вие пробувате да озаконите отворен сомнеж на криминал и корупција и тоа вие го доставувате овдека како влада. Меѓутоа, за жал, колегите кои што седат овдека до вас, ќе го гласаат ова, без при тоа да знаат што гласаат. Вашите колеги ги втурнувате во еден многу опасен процес за кој што верувајте дека понатака на вистина ќе мора да се одговара. Дополнително, во самиот закон пишува дека законот произлегува од Националната програма за усогласување со правото на Европската унија. Вака, колеги, не само што законот не произлегува од правото за согласување, Националната програма за согласување со правото на Европската унија, не само што амбасадорот овдека алармираше во неколку наврати, туку и Европската комисија бара образложение од владата зошто е ставено европско знаменце на закон кој што нема поврзаност со акито, односно со правото на Европската унија. Ве прашувам, заменик министер, дали сте информирани за одговорот на владата, ако планира да го достави, и кој би бил тој? Заради тоа што со неодговарањето на Европската комисија, избегнувањето на одговорот, да дадете одговор, нема да избегате од тоа да наредната година Македонија да има негативен извештај.
Вие во моментот имате пониска оцена во извештајот и од режимот, како што прогресивното европско мнозинство, големите шарени платени бурци го нарекува. Имате пониска оцена во европскиот извештај за изминатата и претходната година. Овој пат таа 1,5 ќе биде 0. Ваква злоупотреба не е забележана во европската пракса и верувајте дека ова никој нема да го заборави. Особено се додека вие не престанете да се однесувате на ваков начин на кој што се однесувате, е тоа коруптивен и криминален. И тоа го нотираат извештаите, тоа го нотираат сите пораки кои што стигнуваат во овој момент до владата. Не знам зашто, впрочем, повеќе ни од јасно се работи за огромни финансиски средства кои што очигледно ќе влезат само во личниот буџет на двата значајни координатори во владата, но во никој случај во интерес на граѓаните. За тоа ќе треба да одговарате. Оно што кажав, процесот е неинклузивен, нетранспарентен, не ги слушате експертите, не ги прифаќате амандманите кои што стигнаа од ВМРО со цел да ве вразумиме, дека не смеете ова да го правите, дека е незаконски, дека е недоловнички, дека е неуставно, дека не враќате со години назад. Впрочем, како што кажа колегите, вие работниците и стопанството ги втурнувате во едно робовладителски стеги, каде што ќе имат само два избора, или да ги затворат собствените компании, а работниците да продолжат својата иднина да гледат надвор од Македонија. А тоа е било каде. Заради тоа што нема да бидат принудени да бидат нивниот труд да бидат експлоатиран на сметка на неколку од власта и да бидат за тоа ништо не платени, а при тоа да не може да се го видат семејството ниту еден ден. Каде отиде ова недела неработен ден? Па вие правевте пиар, премиерот плаќа огромни средства за да ги промовира активностите. И тоа она што го велиме. Како функционира оваа влада? Функционира само врз основа на една огромна, добро платена пиар кампања, која што апсолутно не вродува со плод и нема резултати, нема промени. Ги нема промените кои што ги ветувавте. И тоа не е само сега. Тоа е изминатите 6 години. Апелирам да ги слушнете, ги имам пред мене дописите од засегнатите, експертите, луѓето кои што се инженери и тие малку кои што се останати, од археолошките друштва, каде што апелираат дека ваков проект е апсолутно и на штета и на националните богатства кои што ги имаме како земја. Проектот е апсолутно неиздржан, не може еден проектант да изработува, замислете, урбанистички проект за автопат. Ве молам, еден државен службеник не може сам да изработи допис, затоа што видовме колку има закон, затоа што видовме колку пропусти има и каде вие апсолутно ќе имате проблем во иднина, а врз основа на овие прописи кои што сте ни ги доставиле, ќе има апсолутно и одговорност согласно кривичниот законник. Доколку имаме ние независни институции, тие уште веднаш би почнале да постапуваат, но затоа ве замолувам, како еден последен апел, да ве вразумам и вас како представник од владата, но и колегите пратеници кои што овдека сте седнати, треба да озаконите членови од договор кој што го немате прочитано, а кој што оваа влада го подпишала само за двајца за да се збогатат. Апелирам да не го поддржувате овој пакет на закони. Ви благодарам.